Добар ден. Дневник на телеканал А1. Добре дојдовте. Ова се настаните кои го одбележа денешниот ден на југоистокот од Македонија. Јавното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција отвори истрага против висок функционер од општина Струмица. Од општината велат дека нема криминал. Граѓаните на Струмица се незадоволни од фактот што некој воопшто задира во темелите на државата и идентитетот само за да дојде на власт. Бараат отфрлање на албанската платформа. И денес протестни маршеви во скоро цела Македонија. Кон пораките за зачувување на унитарноста на земјата се вклучуваат се поголем број јавни личности и свештениците бараат граѓаните да се однесуваат како вистински верници. Започнуваме со дневникот. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против висок функционер од Струмица поради сомневање за злоупотреба на службената положба и овластување. Се вели во писменото соопштение на основното јавно обвинителство. Од општината велат дека нема криминал. Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција ќе проверува дали висок функционер на општина Струмица ја злоупотребил својата положба и овластување и го оштетил буџетот за 17.000 евра. Обвинителството денеска излезе со соопштение во која ја информира јавноста дека отвора истражна постапка за осомничениот функционер, кој според обвинителството во 2010 година незаконски спровел постапка за јавна набавка со што фаворизирал една фирма за асфалтирање на една улица во вредност од речиси 17.000 евра. Наместо да спроведе една транспарентна постапка за јавна набавка со објава на оглас за доделување договор, истовремено распишал и спровел 4 одвоени постапки за прибирање на понуди без оглас и покрај законската забрана за делење договор за јавна набавка на повеќе посебни договори со пониска вредност, со што ги изиграл одредбите од законот за јавни набавки на штета на буџетот на општината, пишува во соопштението на обвинителството. Од општина Струмица ги негираат ваквите наводи. Велат дека е лага дека станувало збор за една иста улица, туку за 4 различни, појасни на денешната пресконференција општинскиот секретар Кирил Парталов. Не е точно дека се работи за една улица, туку се работи за 4 посебни улици. Еве ги улиците. Јавно и јасно се гледа дека се работи за 4 различни улици. Улиците дури не се наоѓаат ниту во непосредна близина. За нив е извршена посебна проценка, при што е утврдена поединечна вредност за секоја улица и нивната вредност поединечно не надминува 5.000 евра. Врз основа на пресметките за секоја улица посебно е изготвен годишен план за јавни набавки, при што согласно проценетата вредност, а и согласно законот за јавни набавки, е предвидена постапка со барање за прибирање на понуди. Тој додаде дека согласно законот за јавни набавки, член 100 од договорниот орган, а во случајот тоа бил општина Струмица, според него законски спровела 4 постапки, бидејќи се работи за 4 различни улици, и тоа постапки со барање за прибирање понуди без објавување на оглас за секоја улица поединечно, рече Парталов. Струмичани се револтирани од можноста за воведување на албанската платформа на територијата на цела Македонија, а незадоволни се и од фактот што некој воопшто задира во темелите на државата и идентитетот само за да дојде на власт. Според граѓаните, Македонија е држава на сите кои живеат во неа и не треба да дозволиме поделби и загрозување на унитарноста и македонскиот идентитет. Продолжува неизвестноста со политичката состојба во земјава. Граѓаните револтирани од можноста за воведување на албанската платформа на целата територија на Македонија, доколку мандатот биде доделен на СДСМ. Во се поголем број се приклучуваат кон иницијативата за заедничка Македонија, упатувајќи јасни пораки за зачувување на унитарноста. И струмичани се против воведувањето на албанската платформа. Тие сметаат дека Македонија е држава за сите кои живеат во неа и сите сме исти, па треба сложно да ја зачуваме и што е најважно да нема мешање од страна. Нека биде се најубаво за сите. Заедничка Македонија, да бидеме сложни, да бидеме задоволни со животот. А каков е вашиот став за албанската платформа?
Не се согласам со нешто. Само ние да се бидеме сложни, Македонија да се браниме, да се чуваме, сите заедно се сложиме и това. Абе, никој не го прави, кој го правајте? Дома кој дава да му се меш? Никој не дава да му се меш дома. Он не може да се меш дома у Македонија, не се гледа во Албанија. Треба единство да си име, едно убаво разбиране, како младички вие да работа, да не ни бегат деца. Нека има единство за сите нас. За албанската не сакам јас да бидам. Како што сме Македонија, македонци да сме и така да останеме. Состојбата ни е катастрофална, тешка е. Треба да го подобриме, да ги подобриме условите за живот во Македонија. А без разлика дали пријател е турчин или ако албанец, за него родна земја е тука. Сите треба да живееме заедно. Иначе делба не бива. Председателот Иванов и натаму останува на ставот изнесен во обраќањето до граѓаните на Република Македонија на 1 март 2017 година, во кој се вели дека пречките за определување на мандат за состав на влада се уште не се отстранети. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува. И не мислам да отстапам од нив. Од ВМРО ДПМНЕ пак повторуваат дека најдобар излез од кризата е платформата да се стави на избори и граѓаните да одлучуваат. За жал, ниту СДСМ, ниту Зоран Заев не излегуваат со одбивање на тиранската платформа и подготвени се да предводат тиранска влада базирана на темели на платформа формирана во странска држава под диктат на странски премиер. Тие дури одат дотаму и велат дека ќе дебатираат по прашања кои се од национален и државен интерес, консултирајќи партиски експерти од потписниците на тиранската платформа, наведуваат од ВМРО ДПМНЕ. Од СДСМ пак ги повикуваат да ја поддржат програмата на новата влада на Република Македонија и работата на специјалното јавно обвинителство, да ја прифатат новата реалност дека се опозиција и да овозможат мирен трансфер на власта. И свештените лица со свој став за моменталната состојба во Македонија сметаат дека граѓаните треба да се однесуваат како вистински верници, да не шират омраза, да не се трудат да нарушуваат општествени текови, бидејќи крајниот резултат од тоа ќе биде само отуѓување од верата во Бога. Сите сме сведоци на ова што се случува моментално на политичката сцена во Македонија. Секакви групи се трудат да девалвираат, да го нарушат идентитетот на државата и да пореметат многу други општествени текови. Јас како свештеник, гледајќи го сето тоа, можам само да кажам дека единствениот плод на сето тоа ќе биде отуѓувањето од верата во Бога. Ова е ставот на струмничкиот проповедник Михаил Цеков од Евангелско-методистичката црква за неизвестноста во која се наоѓа Македонија. Тој го посочува примерот на апостолот Павле кој доаѓа во Македонија да помага, а оние кои го повикуваат не бараат ништо за возврат. Но што станува денес, кога се именуваме како христијани, а правиме работи надвор од верата? Ние како христијани го мразиме други. На сите страни полна е омраза, гнев, оговарања, негативна енергија. Тоа словото, во словото Господово читаме, доаѓа од нашите телесни желби, од нашата желба за владење, можеби на другиот кариера и така натаму. Како што истакна Цеков, ние како народ сме поминали низ многу тешкоти и премрежија, но Македонија била и ќе остане мост на Евангелието кое се шири низ целиот свет, нешто што луѓето кај нас често го забораваат. Според него не можеме да рушиме општествени институции или било што, бидејќи тоа не е во духот на верата кој има за цел да ги зближува луѓето. Друг начин на кој ние овде во Македонија би можеле да ги решиме или да раскрстиме со сите омрази, подвали, не знам што негативни работи постојат, него Библијата нас не повикува на молитва. Сме должни да ги насочуваме луѓето за зачувување, прво ќе кажам, на она кое е мое исконско
истовремено грижа и за другиот. Луѓе од различни професии и профили масовно се вклучуваат во иницијативата за одбрана на унитарноста на Македонија. Пораките кои секојдневно се испраќаат од скоро сите градови во државата и понатаму се однесуваат на отфрлање на албанската платформа, не за промена на уставот, знамето, химната и се она што може да ја урниса сувереноста и независноста на нашата татковина. Академик Митко Маџунков повика Ману да ја отфрли тиранската платформа. Според него платформата ги повредува чувствата на македонците под закрила на меѓународната заедница и сега е ред на албанците да се извинат за тоа. За Маџунков сите точки на платформата се ултранационалистички и неприфатливи и тоа е акт за формирање голема Албанија кој треба да биде отфрлен од Ману како акт во кој се чувствува експанзионистичката политика од Презренската лига. Сегашната ситуација по објавувањето на платформата на албанските партии бара од нас јасно и недвосмислено да застанеме во одбрана на нашата татковина и да се изјасниме околу прашањата од кои зависат нашето национално достоинство, нашиот опстанок и нашата иднина. И во минатото нашата академија се изјаснувала за највиталните општествени прашања. Првото меѓу нив е името на државата, која не би смеело да биде предмет на преговори. Името на нашата држава треба да биде непроменливо, заедно со сите изведени атрибути. Ману се има изјаснето и во врска со единственоста и неделивоста на Македонија. Без оглед на тоа дали ставовите на одделни академици биле погрешно интерпретирани, Ману ја отфрли идејата за поделбата на Македонија, а тогашниот председател на нашата академија поради тоа беше сменет. Истото прашање за унитарноста и федерализацијата на Македонија сега го наоѓаме во платформата на албанските партии, поради што е нужно Ману уште еднаш да го потврди својот став во врска со единственоста и неделивоста на нашата татковина. Македонскиот јазик е службен јазик на нашата држава во согласност со уставот и со нашата народна традиција. Сегашниот обид за воведување на двојазичност на целата територија води кон поништување на претежниот христијански и православен карактер на нашиот народ и кон исламизација и албанизација на нашата татковина. Политичката криза го намали бројот на странски туристи. Нестабилноста и неизвестноста во земјава придонесе странците да ја заобиколуваат нашата земја. Добро е што бројот на домашни е во пораст, но загрижуваат податоците за посетите од странство, велат од Комората за туризам. Сега се во една ситуација да мора повторно со нивните деловни партнери од странство да се вратат неколку чекори назад во договорите и да ги убедуваат дека политичката безбедносна ситуација, која што е моментално во Република Македонија се прикажува и надвор, нема да влијае во однос на нивните договори, односно во однос на посетите на странските туристи. Имам дојаве дека има организирање на само иницијативно, на групи од институции, од невладини, од друштва, организирање на патувања во странство директно не со туристичка агенција, него директно со превозник. Тоа е кршење на законот за туристичка дејност. Би апелирала, значи, инспекцијските служби, без разлика на ситуацијата која што се случува, да својот полн капацитет да го употребат, ваквите појави и во овој период да се сузбијат. Интензивно се бара начин да се исплатат земјоделските субвенции согласно законите. Ресорниот министер Цветков ги информирал земјоделските здруженија дека за субвенциите се предвидени и обезбедени 100 милиони евра, но законот за избори не дозволува нивна исплата до формирање на влада. Земјоделците предупредуваат дека ќе имаат големи загуби ако наскоро не ги добијат парите. Овој измени во законот за избори се направи по барање на опозицијата, која што
кажуваше дека вие субвенциите ги сплаќате пред самите избори, од тие причини земјоделците гласат за вас. И на барање на опозицијата практично се направи ова. Не знам на што ќе делува сега ако ние субвенциите ги сплаќаме, нема избори, нема ништо, така да владата не зависи од субвенциите, него зависи од парламентот. Во оној момент кога ќе кажат дека нема законски пречки, ние ќе пристапиме кон исплата на субвенциите. Потребни ни се средства. И апсолутно не можеме ние да чекаме. Ние немаме време за чекање. Службениците може да службуваат, а ние треба да аргатуваме. Аргатувањето бара пари. Сите оние проблеми со кои што се соочува грчките земјоделци, па и останатите во Европа, ќе бидеме приморени и ние на тој начин да го изкажеме нашето незадоволство. Политичката криза си ги донесе последиците, а ако некаде се чувствуваат најмногу, тоа е во делот на аграрот. Во четврток, шефот на делегацијата на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар ќе посети општина Валандово, каде символично ќе учествува на засадување дрвца на новоредениот кеј на реката Странец, кој беше дел од ИПА проектот ProLife. Евроамбасадорот за Македонија ќе одржи средба со градоначалникот на општината Никол Чечурлиновски, а ќе има средби и со невладиниот сектор и граѓанските здруженија. Со посета на евроамбасадорот Самуел Жбогар на општина Валандово в четврток свечено ќе се предаде во употреба реконструираниот кеј на реката Странец, кој беше дел од проектот ProLife, насловен како квалитетот на животот, предуслов за напредок и одржлив развој во прекограничната област, а финансиран преку ИПА програмата за прекогранична соработка. Во рамките на овој проект, освен реконструкција на кејот, се обновија и мостовите, се изгради пешачка патека до индустријската зона Раброво, а беа предвидени и уредување на детски парк во градинката на влезот од градот и чистење на речното корито. ProLife, значи предвидува средба и со невладиниот сектор и граѓанските здруженија, како и давање на благодарница на општина Валандово за успешно реализиран проект во овој проектен повик. Освен тоа, во овој момент, општина Валандово е во фаза на реализација на уште еден проект од европските фондови. Тоа е проектот изградба на системи за превенција и рано предупредување од поплави. Проектот кој имаше рок од 18 месеци за реализација, општина Валандово го спроведе со партнерите регион на Западна Македонија во Република Грција и Универзитетот Аристотел од Солун. Со изградба на пешачката патека долж регионалниот пат кој го поврзува Валандово со индустријската зона Раброво, се олесни движењето за жителите од околните села до градот, како и на жителите од градот до индустријските капацитети во Раброво. Каналот пак беше уреден со каскади, а исто така се спроведи и чистење на потек од 4 километри во правецот планината надолу кон градот, каде беше предвидено засадување на нови автохтони дрвца за овој крај. Проектот има вкупна вредност од 800.000 евра. Од нив 390.000 се наменети за општина Валандово, од кои 270.000 се за уредување на 500-метарскиот канал. Со него треба да се избегнат честите поплавувања кои се јавуваат при обилни врнежи, бидејќи во останатиот период каналот е сув и не представува опасност. Мировниот корпус, кој е присутен веќе 20 години во Македонија, денес во Гевгелија организираше промотивна обука за наставниците по англиски јазик и отвори повик за аплицирање на волонтери од Југоистокот. Волонтерите ќе имаат можност да работат како наставници и обучувачи по англиски јазик во основните и средните училишта, во општините, невладините организации и граѓанските здруженија. Мировниот корпус денес во Гевгелија организираше промотивна обука за наставниците по англиски јазик на тема креативна настава. Во период од 2 години американската организација работи со волонтери кои што доаѓаат од Америка и кои работат во 2 програми, и тоа на унапредување на наставата по англиски јазик во основните и средните училишта, како и развој на заедниците во соработка со општините, невладините организации и граѓанските здруженија. Би сакала да напоменам дека во месец март до 25 март е отворен повикот за апликации за волонтери од Мировен корпус. Значи сите училишта, заинтересирани училишта, општини, невладини организации и други институции може да аплицираат за волонтери од Мировен корпус, и исто така постои можност семејства кои што се заинтересирани во период од 6 месеци до 2 години да имаат волонтер во својот дом, може исто така да аплицираат за оваа можност.
Мировниот корпус е присутен во Македонија веќе 20 години и остварува успешна соработка со Министерството за образование и наука, Министерството за локална самоуправа, како и Министерството за труд и социјална политика. Планираме повеќе до година, затоа што мислиме дека се многу успешни, наставниците одлично убав одзив има и се заинтересирани. Имаме во моментов околу 80 волонтери во целата земја, со тоа што секоја година нова група добиваме, значи едната група се заминува, нова група доаѓа, околу 45 волонтери очекуваме оваа година. Во Мировниот корпус од југоисточниот регион ангажман имаат вкупно 7 волонтери. На денеска одржаната седница на Советот на општина Радовиш, присутните членови расправаа по 31 точка од дневниот ред. Беа усвоени годишните сметки на буџетот на општината, на сите основни училишта, детската градинка, Центарот за култура Ацо Караманов и јавните предпријатија, чиј основач е општината. Членовите на Советот на општина Радовиш позитивно се изјаснија во врска со повеќе точки кои се однесуваат на вклопување во плански опфат на бесправно изградени објекти. На согласност за изградба на споменик на бранителите од конфликтот 2001 година, кој што треба да биде стациониран некаде во дворот на судот у Радовиш. Проектна документација е завршена, се бара оваа согласност за да можеме да поставуваме и спомен обележје. Станува збор за Ерол Готак, станува збор за овај другиот полицаец. Се не ги знам имињата точно, но како? Коце, да, и уште еден мислам дека имаше. Тие тројцата има иницијатива Сдруженијето на бранители да се постави едно такво спомен обележје и затоа се сакаме да се донесе таа одлука, односно да се даде таа согласност. Втора точка, предлог измени и допълнување на програмата за уредување на градежно земјиште. У претходната програма имаме два лапсуса направено во делот на предвидени средства за реконструкција на фасадата на зградата во паркот на младите. Имаме предвидено само 200.000 денара кои што се премалку за да, ако сакаме да реконструираме целата фасада, истражување за сега што го направиме на пазарот, тражи дополнителни средства и затоа ја зголемуваме за уште 200.000 денара. Одлука за примање на донација. Тие 500.000 денари кои што ги тражиме со оваа одлука како дозвола за да ги имаме ние на располагање, се однесуваат на транспорт, односно примање на противпожарно возило за нашата територијална противпожарна единица. Противпожарното возило ни е донација од Норвешка, од општина од Норвешка, и мислам дека ќе нема никакви пречки за да возниот парк го осовремениме и го збогатиме со ново возило, а искуството претходно го знаете вие, на истава два постапка имаме добиено возило од Англија, Волвото, кое што е функција и 4-5 години, од кој сум јас гледал, нема ниту еден дефект на него. На граѓани бараат да се изврши реконструкција на градското шеталиште на улицата Свети Спасо Радовишки, поточно делот од Кафе Бар Ескейп до градскиот парк. Бараат да бидат заменети оштетените делови, се работи за каменот травертин, оштетените жардинјери и местата предвидени за одмарење. Како што наведуваат тие, на некои делови се забележува арматура која не е баш безбедна за децата кои често играат на овој дел од градот. Апелираат градското шеталиште заслужува подобар изглед. Општина имаме таму постудиозен пристап да и веќе имаме изготвена целокупна проектна документација и за шеталиштето и за самиот плоштад Свети Спас Радовишки. И прилично кошта целокупната таа санација и темелна реконструкција според проектираната сума е некаде околу 500.000 евра. Во четврток во просториите на Центарот за култура Антон Панов во Струмица ќе се одржи умаш на истакнатиот македонски писател за деца Киро Донев по повод два негови јубилеа, 75 години живот и 50 години творештво. Киро Донев е автор на 40 на книги за деца, пред се прозни дела, романи, раскази, гатанки, повести, пиески и сликовници. Тој е еден од најпопуларните и најчитаните македонски автори за децата од помала возраст. Инаку поводот, што ви реков, тоа е омаж за мене, кој ќе се одржи во Домот на културата во четврток, со почеток во 13 часот. Мојот издавач ќе направи еден мини сајам на книгата со голем попус, кој ќе биде отворен од секој ден од 11 до вечер до 20 часот. Јас ќе бидам присутен, па моите млади читатели и оние повозрастните може да дојдат, ќе добијат книга со попуст. На омажот ќе говорат мои пријатели
исто кои се занимаваат и со литература и со новинарство, ќе дојде Горијан Петревски од Скопје, ќе зборува од Струмица ќе зборува Ана Витанова Рингачева, а медијатор ќе биде Калајджиев, заедно со Сузана, неговата колешка, а ќе отвори Ацо Голов. Преведени книги и тоа е повод вака да ги поканам и нашиве мои млади читатели од струмичките училишта кои имаат перфектни, многу добри наставници по македонски јазик кои ги натерале децата да ја сакат книгата, што е многу ретко да дојдат таму, па и ги поканувам исто така и во четврток да дојдат да другаруваме заедно, да им посветам по некоја книга и така. Овој дневник го заокружуваме со вестите од светот и регионот. Двата дома на британскиот парламент синоќа го усвоија нацрт законот со кој на британската влада и се овозможува да го покрене членот 50 од Лисабонската спогодба за истапување на Британија од Европската унија. Предлог законот сега треба да биде одобрен од кралицата пошто стапува на сила. Од законот се отфрлени два амандмана кои претходно беа усвоени во домот на лордовите. Со нив се бараше заштита на правата на европските граѓани во Британија и парламентот да има финален збор за конечна спогодба со Брисел. Со усвојувањето на законот и се даваат одврзани раце на премиерката Тереза Меј официјално до крајот на март да ја покрене процедурата за излегување од Унијата. Во инцидент на 3 балона со топол воздух во регионот на Кападокија во централна Турција, денеска се повредени 49 лица, јави турската телевизија НТВ. Балоните принудно се приземјиле поради силниот ветер. Повеќето настрадани биле корејски туристи, посочува телевизијата, додека лондонски медиум наведува дека повеќето биле туристи од Европа и од Кина. Во регионот се испратени поголем број возила на брзата помош и спасувачките екипи. Снежната бура која најавија метеоролошките служби на САД го погоди денеска североисточниот дел на државата, поради што се откажани повеќе летови. Властите им препорачуваат на луѓето да останат во своите домови, а државните училишта во Њујорк, Бостон, Вирџинија и во Филаделфија се затворени. Националната метеоролошка служба на САД издаде предупредување за снежна бура во региони во 8 сојузни држави, вклучувајќи ги Њујорк, Пенсилванија и Њу Џерси. Според прогнозите, до утре ќе се формира снежна покривка до 60 сантиметри. Поради зимската бура беше откажана и планираната посета на германската канцеларка Ангела Меркел на Вашингтон. Лидерот на најголемата опозицијска сила Демократската партија Љулзим Баша изјави дека опозицијата во Албанија останува да протестира во Тирана се додека не си замене премиерот Еди Рама и неговата, како што рече, корумпирана влада. Коментирајќи ја смената на 4 министри во владата, Баша рече дека останува и натаму барањето на демократите, а тоа е гарантирање слободни и фер избори преку техничка влада со широка политичка поддршка. Опозицијата со ова барање ги почна протестите на 18 јануари. Во спротивно, таа најави бојкот на парламентарните избори закажани на 18 јуни. Се гледаме повторно во Централниот дневник во 20 часот со најнови информации. До тогаш пријатно.